Почитувани, покрај стабилизацијата на секторот во изминатите 2 години, силен фокус ставивме на капиталните инвестиции, модернизацијата и изградбата на функционални институции. Затекнавме нереализирани кредити и проекти што со години стоеја во место. Кредитот од германската банка KfW, вреден 80 милиони евра, 5 години не бил реализиран, а државата плаќала милионски пенали, додека кредитот од Светската банка за модернизација на земјоделството имаше реализација помала од 10%. Денес состојбата е целосно променета и посветено се работи на модернизација на земјоделството. Така за логистичко-дистрибутивниот центар во Скопје веќе е завршена постапката за избор на изведувач, а центарот ќе биде изграден до крајот на 2027 година. Додека во Струмица се подготвува изградбата на современ центар за сортирање и складирање на земјоделски производи. Паралелно се воспоставува интегриран дигитален систем за управување со земјоделското земјиште, а во делот на државното земјоделско земјиште склучени се повеќе од 2100 договори за околу 6000 хектари, а ослободени се дополнителни 2000 хектари кои во најскоро време ќе им бидат ставени на располагање на земјоделците. Во водостопанството обезбедивме финансиска стабилност, инвестиции и забрзана реализација на капиталните проекти, за што во 2025 година е доделена финансиска поддршка од 132 милиони денари. По цели 6 децении се исчисти езерото Младост, додека површините под наводнување се зголемени од околу 14.000 на 17.700 хектари и откочени се проекти за браните Конјско и Речани, хидросистемот Равен, Речица, системи за наводнување Колибари, Сара и Турија, проектот Злетовица. Обезбедени се и европски средства за нови системи во Сопот и Новаци, додека проектите за системите за наводнување, Страиште и Пепелиште веќе се во активна фаза со избрани постапки и подготовка за изградба. Во делот на шумарството, од предпријатие кое работеше со загуба и неисплатени плати, денес имаме профит од 10 милиони денари и нов дигитален систем за следење на шумските ресурси, што значително е подобрува контролата и транспарентноста. Во ловството склучени се 71 нов договор за концесија на ловишта, а во рибарството по долг застој повторно е реализирано порибување на Охридското езеро со околу 1 милион единки охридска пастрамка. Паралелно на ова се работеше и на законски реформи, при што приготвени се новите закони за земјоделско земјиште, земјоделство и рурален развој, уредување на пазарите и шумите, како и воспоставување револвинг фонд за откуп на земјоделски производи. Резултатите се јасни и видливи. Од проекти што со години стоеле во место, денес имаме активни градилишта, нови инвестиции, модернизација и институции што работат во интерес на граѓаните. И во таа насока ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со политики што носат развој, инвестиции и силно македонско земјоделство.